Почитувани, СДСМ го поддржува предлог законот за реформи во медиумите, поднесен од страна на новинарските здруженија. Затоа денес, пратеничката група на СДСМ и коалиционите партнери поднесуваме предлог на закон за измени на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во скратена постапка, со барање за одржување на итна седница на Собранието на Република Македонија. Не само усвојувањето, туку, потенцирам, имплементацијата на овој закон е исклучително важна и нужна. За да има услови за фер и демократски избори, мора да бидат избрани и конституирани новите членови на Советот во Агенцијата и Советот во Македонската радиотелевизија. Законот треба да биде усвоен веднаш, целосно имплементиран и да важи за предвремените парламентарни избори. Предлогот на новинарските здруженија е во насока на предлозите на меѓународната заедница за реформи во медиумите, што СДСМ принципијално го поддржува. Реформите во медиумите за професионално, навремено и вистинито информирање на граѓаните се клучна заложба на СДСМ и еден од условите за фер и демократски избори. На секој граѓанин му е јасно, без регулација на медиумите и без прочистен избирачки список нема да има фер и демократски избори. Благодарам, повелете. Целосно идентичен. Значи, ова иницијатива е доставена до сите парламентарни партии во Собранието. Очигледно дека немаше покренување никаков механизам, меѓутоа да не заборавиме дека во овие 2 месеци од кога е донесена одлуката за одлагање на терминот за избори, ВМРО ДПМН целосно го обструира и на работни групи процесот на преговори околу медиумите. Повели? Да, сега ќе го поднесеме после пресконференцијата. Значи во скратена постапка ќе биде со барање за итна седница со предвидените подписи. Имавте прилика да видите пред неколку минути пред да се даде пауза на комисијата. Значи, она што како пратеници го бараме е стриктно почитување на деловникот на Собранието на Република Македонија, поточно членот 121 став 2, каде што јасно стои дека за разгледување на амандманите во второто читање по предлог на законот, потребно е покрај подносителот на предлогот да има и представник на влада. Тоа е децидно, јасно, врзувачки и кумулативно. И тоа господин Ѓорчев не го почитува очигледно. Како што и претходно имавте прилика да видите, кога требаше на претходната седница да се разгледува извештајот на специјалното јавно обвинителство, каде што не, иако е закажен на седницата на Собранието, дневниот ред на Комисијата за политички систем не е утврден. Едноставно влегува господин Ѓорчев и прогласува дека нема услови за одржување, без да утврди дневен ред. Повели. Кога дека без закон за медиуми без кога да има коректни избори, дали тоа ќе има избори ако не се донесе овој закон? Значи јас не случајно и на пресконференцијата кажав, има време. Има време затоа што самиот закон, претпоставувам сте го погледнале, доколку не сте го погледнале ќе ви дадеме верзија каде што јасно предвидува рокови. Затоа итна седница, таа уште денес може да се закаже. Тој деловникот го предвидува со барање од повеќе 20 подписи. И роковите се многу кратки, за да може целосно комисијата за избор и именување да ги достави сите кандидати и за во агенцијата и за во Советот на Македонската радиотелевизија. Како се стават на политичката група на СДСМ по следењето на Венецијската комисија, дека треба да се ревидира законот за приватноста? Ќе го земете нешто малку време? Апсолутно ние поддржуваме мислењето на Венецијанската комисија. Доколку предлог измени на законот во контекст на препораките што Значи, ние бараме целосно усогласување со сите политички партии. Инаку ние би го поднесле тој предлог. Значи, не е спорно, затоа што и нашите тврдења беа уште тогаш, кога поднесуваш и ВМРО ДПМН и ДУИ предлог дека за стопирање на бомбите на Заев. Имавте изминативе денови да видите прилика каде што господинот Заев испрати писмо до сите политички партии, каде што јасно побара најбрза можна имплементација на законот за приватност и законот за свиркачите.